Бројот на туристи во континуитет се зголемува во Битола. Едни од најпосетените локации се Националната установа, завод и музеј и археолошкиот локалитет Хераклеја. 2015 година, која што е анализирана со статистики и квалитетивни методи, забележана е зголемена посета на нашата институција во 20% повеќе од претходната 2014. Тоа се должи на зголемената промоција која што ја прави нашата институција, не само во оваа земја, туку и надвор од неа, и секако на зголемениот број на едукативни проекти наменети како за учениците, така и за возрастните. Туристите кои ја посетуваат Битола имаат можност да погледнат повеќе интересни поставки од различни периоди во заводот и музеј во Битола. Различни типови на туристи секако се заинтересирани за различен тип на атракции во Битола и во нашата институција воопшто. Нашите драги гости од Турција, секако приоритет при нивната посета е спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк, но тие задолжително ја погледнуваат и нашата постојана поставка. Инаку другите странски туристи комплетно го посетуваат целиот музеј, не само постојаната поставка и спомен собата, туку и некоја од нашите повремени изложби, кои што ги имаме многу често во нашата мала сала. Според статистиката на музејот во археолошкиот локалитет Хераклеја се бележи зголемена посета на туристи од 20%. На некој начин паралелно во двете атракции се зголемува посетеноста, бидејќи најголем дел од туристите кои што доаѓаат во Хераклеја доаѓаат и во музеот. Ние имаме посебни пакети кои што сме ги понудили на туристички агенции од Македонија, кои што се одговорни туроператори за носење на странски туристи во нашата држава, и заедно со нив ги подготвуваме тие пакети, им ги нудиме за тие да ги понудат како факултативни излети на нивните гости кои што се најчесто сместуваат во Охрид или во Струга. Така да тие се истите оние посетители кои што доаѓаат во Хераклеја, доаѓаат и во посета на музеот. Туристи од Турција, Холандија, Белгија, Бугарија, Србија се најчести посетители во Битола. Од музеот оваа година очекуваат туристи и од подалечните земји.